Da Bože, mi te molime preko Duhov Sveti, da mi dava sila, zato Sveti Duše, mi do Isus te slavime, gdje ti si naš odvodiš, ti si naš opasni načelnik, te slavime Bože. Aleluja, aleluja Isus. Dobri Bože, ojači, ljubezno Isus. Aleluja. Dragi gledači koji će gledati na ova video, ja se lično po ime Tahir od Vijena, Austrija, koji Gospod Isus ne isprati Bog Macedonija, u grad Priljev. Moje ime je Tahir, a ja sam Božjo dete, sluga na moj od Gospod Isus, haleluja, roden 1957. 1. maj. Kako prvo, dragi prisutni, dragi возлюбljeni во Господа, draga crkvo, dragi prijatelji, dragi gledači, će mi biti golema zadovoljstvo i golema radost ako pažljivo obrnete vнимание на Светиот Дух кој се најдува во црквата Macedonија во градот Прилеп. Ова сведочанство, живо сведочанство, кој го ставил Господ Исус Христос, мојот Спасител. Драги возлюбени во Господа, пријатели кои ќе гледате нова камера, со задоволство изјавувам едно живо сведочанство. Јас, Тахир, поранешен младич, голема коса, алкохоличар, пијаница, каубојски нож, ланец крст, и сум бил скитаница, оддалечен од Божјото спасение. Моето срце, драги возлюбени во Господа Исуса Христа, беше голема празнина. Мојата мајка мораше да ме чека по месец, недела, две-три, расплакана, и која ќе ми кажеше јас кога доаѓам ноќно време во своето место, каде си, синко мој? А јас, драги присутни,
кој ми гледате во името на Исус на оваа камера, бев под голема доза дејство, алкохол, цигари, а да ви кажам најискрајно, уживав на сексуални филмови, на разврат, на прелюба. Крадев, лажев, а и наравно нормално сум се тепал. Во моето срце постоеше голема омраза, голема разврат. Кога ќе дојде мојата сопруга како млада сопруга, кој Господ Исус ми поклони 2 сина, а потоа покасно добив ќерка, молејќи се на Господ како неверник, како безбожник, се сеќам бев под дејство на алкохолизам и рекол само тоа, јас не знам као сега, златен Аллах, да ми помогнеш кој мојата сопруга е времена, сакам да ми дадеш женска цела ќерка. Драги возлюбени во Господа Исуса Христа, Бог, Исус, мојот Спасител, халелуја, ми ја услиши молитвата, текстот, ангелот кој дојде кај Захарија во стари години, неговата сопруга Елиса Фета беа стари во години неплодна сопруга. Тие текстови ме доведува до молитвата која ангелот Господов го упати Захарија, свештеното лице. Захарија, јас сум испратен од Господ да ти изјавам, jer твојата молитва Бог ја услиши. Твојата сопруга Елисавета ќе зачне утробата, ќе роде машко дете, ќе му ставиш име Јован Крстител. И драги возлюбени во Господа Исуса Христа, голема радост. Го помолив Господ, ми ја даде таа ќерка по имено Арифа Сакана. Ја сакам. Тоа е моја ќерка, 30 годишна мајка, кој имам 2 внуци, Тахир, Джузепе. Воедно се недува во Швајцарска, во диетикум. И сакам да кажам, драги возлюбени во Господа, кога ми се породи мојата ќерка, јас алкохоло, цигарата, а мојата сопруга лежи кај кревето, чудно, јако бев под алкохол. Ја сакам мојата сопруга, млада, убава, ја сакам. Во сите тие работи, во мојот греб, уживам на мојот греб. Јас, драги возлюбени во Господа, вие кои ќе гледате ова едно живо следочанство ширум, да кажеме, Европа или Македонија и така дајле, сакам да кажам, навистина, Господ еден ден, налутен, наскрбен, живее во голема темнина, зло, на прво место алкохол, второ место цигара пушење. Али благодарам на Господ што не сум упаднал во едно друштво као денешно време, 21. век, кој младата генерација употребува најголемата доза кокаин, дрога, асош, алкохол, цигари и така дајле. Мадам да, драги возлюбени во Господ, сега сакам за мене посебно, мојот живот беше загорчен. Јас лично по име Тахир, кој живеа во Австрија, градот Виен, во центарот, 30 години тамо живеам, и со многу христијани, со многу браќа и сестри комуницирам.
имаме контакт, имаме заеднички молитви, имаме заедничко дружење. Тоа е Божјата љубов кој Господ ни зборува преку Словото Господово Евангелие. Евангелие има снага да би секој грешник, као јас, таки големиот грешник, смртен човек, сум патувал, драги возлюбени во Господа, во огнено езеро, во вечна смрт, во пакао. Да, но во моето срце, во мојот живот се случи нешто чудо. Бог по неговата милост, Бог по неговата благодат го испраќа Синот Божји единороден Исуса Христа да умре лично, посебно за мојот грех. Драги возлюбени во Господа, што значи грех? Ќе ви раскажам. Гревот во нас предизвикува раздор, омраза, алкохол, дрога, курварство, секс, мажи со мажи, жени со жени, лесбиска сексуална однос. Драги возлюбени во Господа Исуса Христа, драги мои возлюбени во Господа, јас сум во една старост 59 години. Не сум ја заслужил Божјата благодат, Божјата милост, кој ме држи Бог во неговата силна рака и ми дава шанси, привилегија да му служам на Господ Исус, да го слави моето срце, моите усти и раскажу, сведочам да секој е добре дојде кај Господ Исус Христос. Данас, када чуеш глас са неба, Бог те зове, драги пријатели, драги слушатели, кои не ве знам, но пораката од Господ, од Исус и во овој час, во оваа црква, ромска црква, Господ Исус ве повикува да се покаете од гревот, да го примите Божјото спасение и неговата милост, неговата благодат, неговата љубов, jer Божјата љубов нема граница. Божјата љубов ќе трае вечно, во вечноста, во небесното царство. Нашиот Господ Исус Христос, кој ни обетил во неговото Слово Господово, стои запишано од Светиот Дух, да не се плаши срцето ваше, верувате во мене и во мојот Отец, има многу место за живење. Драги возлюбени во Господа, во небесното царство нема блуд, нема прељуба, нема старост, нема убиство, нема смрт. Таму демоните нема да имаат приступ. Мадам Словото Господово на Јован Богослов откривението ни дава една небесно видение кој ми дава мене и откровение. Демоните се паднати ангели на ова земја. И можеме да ги видиме последиците на тие демонски духови, на ѓаволот. Човечкото срце е заробено во синџирот на Сатан, на демон. Човекот нема излаз, човекот нема сила да би го напуштил својот сакан грех. И затоа, драги мои пријатели, слушатели, или би можеби христијани, ако некој имате прилика, сигурен сум да ќе имате прилика кој ќе гледате лично мене, јас кој сум роден во Австрија, а воедно упадувам во Македонија, град Прилеп. Дојден сум да сведочам Словото на Господ,
je ostro. Словото на Господ je za nas duhovno ogledalo, pa da se vidime sami sebe kakvi sme pred Bogom, kakvi sme pred svojite bližnji. Da se vratam ponovo, dragi moji braća, sestri, crkvi koji gledate na ova video, na ova ubava, prekrasna privilegija. Gospod Isus Hristos je jagneto Božje, kada veli, jaz dojdu, umrem za grevovite, za celio svet. Всекој човек, секоја личност, сите грешници, да дојдат, да се поклона на живиот Бог над боговите, цар над царевите, господар над господарите. Халелуја! О, глори Jesus name! Халелуја! И одиме понатак. Кога мојата ќерка, ќе ја спомнам, Арифа, Господ ми услиши тая молба од главочините на моето срце. Јас бев под големо влијание на алкохолизам, драги присутни пријатели и слушатели. На прво место алкохолот, на втори степен цигарата, а најмногу Светиот Дух ми кажува, уживал на сексуални филмови. Во тоа време немал некао сега модерни видеа, па некој си интернет така натака. Често пати, кога ќе одев на кино, гледал само голотие, тоа ме привлекуваше. Сакам секс, а во сексот спаѓа страшна смрт, прелюбов, разврат, растошен живот. Као прво, кога ми се роди ќерката Арифа, многу ја сакам, ма не можам да ви опишам, имам фотографија. Така прекрасно дете, таква руса, црвена коса, лепота, на самото раѓање се роди мојата ќерка во град Кочев. И што направ? Не да благодарам на Господа го пеам, се сеќавам добро едно гајбе пиво на мене и тоа гајбе пиво ја го завршим. Так ми беше малку, повара виски, јак, жежо, алкохол, jer алкохол е против нашите органи, кои ги упропастуват, кои ги трујат и ние доаѓаме болесни луѓе од алкохолот и од цигарата. И така да, братот е многу пријател од Скопје, кој ме виде каква е мојата состојба. Сега сум наново роден. Библијата, факт, библиски извештај, опоменува. Хеј, хало, ти човече, ако не се родиш одозгора, не можеш да го видиш небесното царство. На 3 пати тој е добриот сакан пријател. Исус разговара со една личност, Јован 3, тој е Никодим. Никодим изгубен. Па како може тоа човек да се поново роди во утрбата на мајка? И така да тоа е тема, сакам да се вратам поново за моето искуство кој имам, ствари кој ми поклони Господ Исус, нов живот, Дете Божјо, кој сум го примил Светиот Дух. Како го примил Светиот Дух? Исаја 43, глава 4:10. А мои сведоци, вели Господ, сте вие и мој слуга. Зашто? Го избрав, за да знаете и да ми верувате, да разберете дека сум тоа јас. Пред мене нема Бог. Дела апостолски, Господ Исус, апостол Павле, објавува и ни кажува дека Господ Исус ги излива, Господ Исус го излива во нашето
Srce Svetio Duh, ja sam dete Božjo, ja sam svedok za Isusa Hrista. Bez Svetio Duh nema šansa da se dade komentar, svedočanstvo na mnogo hristijanskih crkvi. Pa i naravno da Gospod Isus ne ispolnува со силата на Светиот Дух во дела апостолски. Јакове, слуго мој, не бој се, не плаши се, jer ja sam s tobom, ti si moj otkupen, ti si moj sakan, skapocen, ti si moj svedok. Gospode Nebesni Татко, Ти благодарам, Боже, за Твоята силна ръка, коя ме креваш. О, халелуя! Господе Небесни Татко, Ти благодарам, што си ми дал два сина, по стариот Роберт, по младиот Идавер. Си му дал сопруга, две дечиња. А Ти благодарам, Господе, така исто и за мојата ќерка која се најдува моментално, која живее во Швајцарија. Ти си ми ја поклонил, Господе. Секогаш, Господи, зборувам, синковци мои, размислете, синко, сака на моја фамилија, драги мои дечиња, дојдете. Господ чека на вас. Дали го чувствувате Божиот позив? Дали го чувствувате Божиото чукање, драги мои синови и ќерко и моја сопруга Анка? Како прво, Господе, Ти благодарам, си ми дал жена по име Анка, 55 години, а јас стах е нејзиниот сопруг, моментално кој се недуваме по Австрија, во градот Виена, околу 30 години како живеем таму. Ние сме во брак со мојата сопруга, Господе, ова нека кој го гледа да разбера, да знаат, честен брак, сложен брак, заедничка слога имаме, заеднички јазик, заеднички соработуваме, Господе Исусе, кој некој си таа сведочи така кратко, што неколку зборови. И така да, Господе, Ти си ми дал огромна фамилија. Рековме, син Роберт, син Идавер, моментално се недувам заедно во градот Виена, а ќерката Арифа живее во Швајцарија, која има свој сопруг и две машки дечиња кои си ја благословил, макар да имаме уште едно внуче од ќерката, а и уште еден син, мојот син, доби веќе во утробата негде околу крајот месецот септембарот, ќе ни дојде тој дар од Господ, скапоце. Затоа, Господе, мојата молба е, тамо каде што се, нека Светиот Твој Дух и силата дотакни ги, Боже, благослови ги, Господе Исусе, и сите наши пријатели, соседи, комши, да се покајат, времето е многу близко, Господе, Ти ќе дојдеш во пламена оган, ќе осветиш ова земја, ќе го ичистиш гревот, а Твојата црква ќе не земеш во небесното царство. Затоа кој гледа силата на Светиот Дух, те молам за сите паразити, за сите нападнати од демонски сили, роб на гревот, само Ти можеш да ги ослободиш, да ги дотакниш, да му дадеш радост, мир и покаяние и промена. Господе, фала Ти за моите брајче, тука во Македонија, во градот Прилеп, сите брајче да ги благословиш, фамилиите, сопруците, да им дадеш добро здравје, утека, радост и Твојот Свети Дух. То молиме, бараме во името на Исус. Услиши ни благословение и дај ни сила и снага да живееме. Амин. Isuse,
Дека нема да видиме сами, дека Духот Твој секој со нас, Боже. Затоа те молиме, како што се прочита, Боже, да размислуваме за Твојот закон. И така, Боже, Ти ќе ни изборуваш. Слава на Твојот име, Татко, во името на Исус. Халелуја, Боже. Grishinho